кавадаречката публика во пресред на затворањето официјално на кавадаречката културна есен ќе има можност вечерва да ужива во еден заеднички проект кој што го работат с братимените општини Кавадарци и Ковин. Станува збор за традиционална македонска и српска музика во изведба на учениците од музичките училишта во овие места. Да. Директоре, точно ли кажав? Да, само една мала исправка, значи проектот е во склопот на организација на музичко училиште во Кавадарци и Домот на културата на општина Ковин од Република Србија. Значи фестивалот се вика Срма, кој ќе изведуваат 6 наши ученици изведба на етномузика и 6 нивни ученици, а инаку е поддржана од иницијативата на директорот на Домот на културата на нивната локална самоуправа од општина Ковин и од локалната самоуправа на општина град Кавадарци. Од каде дојде соработката? Соработката е многу долгогодишна. Тоа ќе му дозволам на директорот на Домот на културата од општина Ковин, кој е поодамна што ја ќе кажам кратко, што нашиот град и општина Ковин се збратимени од многу поодамна и исто и тука и у склопот и Црвениот крст кој 15 години веќе соработува со општина Ковин и од таму е почната сета иницијатива со тие луѓе да ни дојде во еден ваков проект да ние го реализираме кој ќе биде и долгогодишен. Значи, очекуваме ова да стане традиционално? Да, традиционално и кој ќе има и проширување на повеќе држави, но за тоа потом полека ќе гледаме. Само да прашам, ќе биде ова инструментално вечер или ќе има и вокални? Да, овде е само вокално, нема да биде инструментално, а учениците само пеат и на крајот имаат една заедничка композиција која ќе изведат и нашите ученици и нивните завршна композиција. Не е фестивалот на првородачки, ова е само запознавање на традицијата на Република Северна Македонија, на изворната музика и запознавање на традицијата на музиката на Република Србија. Директоре, сепак за ова нешто да се направи, имавте ли помош малку? Не, сепак не да немаме помош, но ова денес и ова веќе што се случува е голема благодарност на општина Кавадарци со градоначалникот господин Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци и неговите соработници кои ни го поддржаа овој проект за да се реализира и исто нивната локална самоуправа која не поддржа. Како дојде до соработка на ова музичко поле? Па веќе дуže време смо размишljali о томе и тражили смо начин. Веќе подолго време размислуваме за тоа и баравме начин да ја унапредиме соработката помеѓу двете општини која ја започна крводарителите и фолклорните друштва од Ковин и од Кавадарци. И сега дојдовме до тоа дека таа соработка треба да ја прошириме со овој етнофестивал кој ќе го направиме. Ова вечерва е промоција на тој фестивал во склоп на одбележувањето и на Кавадаречката културна есен и на 50 годишнината на музичкото училиште каде Златко Јованов е директор. Ние ќе бидеме дел од фестивалот на 13 февруари во очи Свети Трифун овде во Кавадарци, а потоа во ноември 2020 ќе биде во Ковин, кај нас, истиот овој фестивал. И мислам дека ќе биде тоа прв чекор кон обединувањето на поранешните ју републики од ова говорно подрачје кое се разбира меѓу себе. И сакаме да ги вклучиме покрај Македонија и Србија и плюс Босна, Црнагора и Хрватска. Црногору и Хрватску. Дали ќе биде ова само, еве сега спомнавме за етномузика, но можеме ли малце да го прошириме запознавање со сите оние етно-фолклорни носи, инструменти и така натаму? По договор со директорот Златко Јованов ние работиме чекор по чекор. Ова е нов чекор во нашата соработка, а секако дека би било убаво да ја прошириме и на фолклорот и за тоа се водат разговори со Домот на културата да се соработува на полето на ликовните изложби и сакаме да го вклучиме фолклорот во тоа. Имаме намера да ги вклучиме и амбасадите на Македонија и Србија во Македонија и во Србија и да тоа прерасне во традиционално што поголемо другарување помеѓу два народи кои имаат иста душа. Тоа ни е најважно. Овде најдовме иста душа. Српската и македонската душа се иста душа. Морам да прашам, учениците изведуваат традиционална српска музика, така? Јесте. Што е тоа што ќе можат кавадарчани да го слушнат?
Тоа се традиционални српски песни и косовски и шумадиски од разни краеви на Србија. Изведувачите се во народни носи и што е многу убаво. И ќе се обидеме да ја презентираме Србија во најдобро светло. А во македонската музика не се сомневам. U najboljem svetlu, a u makedonsku muziku ne sumnjamo.